нивното тврдење дека македонците имат ист етнички корен како и бугарите, или дека јазикот наш е само одредена норма, регионална норма на бугарскиот јазик, или уште повеќе дека е Македонија, македонската нација творба на Коминтерната и на Тито, за нас се неприфатливи, и во таков контекст ние не можеме да зборуваме за некој принципиелен однос кон ова прашање што вие сега го поставувате. Но треба сега да се размисли, да се види како владата ќе успее тоа прашање да го елаборира. Кој ќе се појави првиот нацрт на уставните амандмани, ќе видиме дали тоа прашање така како што е поставено може да има негативни консеквенции врз другите одредби во Уставот. За сега во ова фаза мислам дека треба да се уште размислува, да се види предлогот и потоа да се отвори нова дебата. Во секој случај, третманот на бугарите не може да биде привилегиран во однос на другите малцински заедници. Ако ги има 3500, 3600, толку колку што се регистрирани во пописот, нивната присутност во државната структура ќе биде соодветно на овој балансер за кој што вие зборувате, и нивното присуство во јавниот сектор. Никаква друга привилегија не може да добијат.